Бајден или Велес, како и насекаде во светот, председателските избори во Соединетите Американски држави се најважната тема на денот во нашите домови, насекаде. Впрочем, но се разбира покрај пандемијата. Се разменуваат статистики, податоци од истражувања, загрижености за времето потребно да се избројат гласовите на американските гласачи, но се споделуваат и длабоки Facebook анализи. Се разбира најмногу за ликот и делото на Доналд Трамп. Една возрастна интелектуалка во живиот разговор меѓу соседите вели на шега: "Ќе видиме, велешанчињава дали ќе завршат работа. Ако им тргне, може би Трамп ќе победи повтор пат." Одличен повод да се префрли разговорот на домашниот политички терен, каде што се е заговор, мит или легенда, која започнува и завршува со не бива. Терор во Виена. Жешките теми за американските избори и пандемија ги истиснаа мрачните вести од Виена, погодена од терористички напад. Австријската полиција доцна навечер соопшти дека во до 20 часот имало една потврдена жртва, неколку повредени, вклучително еден полицаец и еден напаѓач убиен од полицијата во страотниот терористички напад со пукотници на 6 локации во Виена. Светот е згрозен од овој најнов терористички атак. Пред полноќ дојдоа вестите дека голем дел од напаѓачите се уапсени. Граѓанските новинари објавија и снимки од апсењето. Потерата продолжува. Истовремено, трката за сензација во медиумите ја заматува сликата, а дел од светските медиуми не се воздржуваат и од претерување, како да не се доволни самите факти на трагедијата. Нашите локалци пак заглавени во лошите преводи, како и секогаш. Порака за помнење. Нема да и се предадеме на омразата, чија цел е да ги подели нашите општества. Твитна, меѓу другото, германското МНР ноќта веднаш по терористичкиот напад во Виена. Твитер војски на омразата. Во меѓувреме започна уште една Твитер војна со хаштаг Виена. Наспроти пораките за смирување и сочувство за настраданите, се кренаа Твитер војски на омразата да ја истераат својата отровна правда во ноќта на теророт. Секако за очекување е и локалните тролчиња да ја преведат и локализираат оваа војна во познатиот манир. Здравје или политички профит? Додека нормалните луѓе се борат со коронавирусот со маски, дистанција и сапун, други се занимаваат со борба против здравјето на луѓето. Некои политички партии пак се занимаваат со борба за фотели. Тие замислиле некое ново владино тело и се разбира се обидуваат да го протуркаат и во парламентот. Иако такво тело веќе постои и ја води војната со коронавирусот, не помалку успешно или неуспешно од многу други земји во развиениот свет. Човек не мора да е многу паметен за да препознае желба за политички профит. Некои медиуми и партиски трол војски, од оние што секогаш се најдобро информирани, продолжуваат со ширењето лажни вести и недоверба во здравствените институции. Но изгледа дека малку им снемува здив, изгубени во преводот, за секогаш. Look who's talking. По принцип, сакам да разговарам со луѓе чиј што збор држи, со луѓе кои што кога ќе кажат нешто, стојат до собствениот збор, што за жал во последно време не го гледам кај владеачката ДУИ. Тоа го рече лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски во емисијата на скопската телевизија ТВ Клан, оценувајќи ги односите со албанските политички партии. Кој го кажа тоа? Одговор би гласел од прилика вака. Го кажа политичар кој не одговорил на троцифрен број јавно
поставени прашања, седи на тронот на партија која води изразито националистичка, а особено антиалбанска политика и не одржал ниту еден збор. И за 3 години изгуби 3 изборни циклуси. Овде нема потреба да се преведе.